Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Мене ми е навистина драго што денеска во општина Вевчани заедно со градоначалникот, со заменик министерот за економија, заменик министерот за локална самоуправа и представници на општината дојдовме во посета на овој мултифункционален објект кој што треба да го поддржи туризмот и да воведе нови туристички содржини во општина Вевчани. Владата во поддршка од Европската делегација и Светска банка обезбеди 1 милион евра за инвестиција во овој објект. Навистина содржината која што ќе ја нуди овој објект ќе испровоцира многу туристи од регионот, од нашата држава да дојдат и да ја посетат оваа општина која што нуди навистина многу културно богатство кое што може да се посети, а кое што ќе биде презентирано тука во музеот кој што се планира во овој објект, но исто така има многу природа која што изобилува со прекрасни растенија и кои што би требало да понудат посебно доживување за сите туристи кои што ќе ги посетат. Ние како влада имаме навистина една чиста цел, а тоа е да инвестираме во развој на малите општини, на регионите, затоа што само така може да инвестираме вистински во развој на економијата во нашата држава. Ако секоја општина го постигне својот максимален потенцијал и ја развива економијата, исто така ако секој регион придонесува за развој на општините, на тој начин ќе постигнеме и државата да има развиена економија, која што се грижи да сите општини го постигнат својот максимален капацитет и потенцијал. Со вложувањето во локалните самоуправи, со вложувањето во локалниот туризам, ние ја промовираме државата и даваме можности да туристите од светот, од регионот, но и домашните туристи ги посетат овие места и на тој начин да ја развиваат економијата. Ви благодарам. Навистина е убаво чувството кога ќе се види како една ваква монументална градба се опремува, се пренаменува и ќе биде навистина корисна во она што значи развој на туризмот не само за Вевчани, туку за целиот регион. Со 1 милион евра преку проектот за локална и регионална конкурентност, кој што е воден од кабинетот на вице-премиерката Мила Царовска, Вевчани навистина добива значаен објект, меѓутоа и она што значи поставки за богатството кое што го има Вевчани, не само културно, туку и природно богатство. Тука се секако надалеку познатите вевчански извори кои што голем број на туристи ги посетуваат, а сега преку овој центар навистина ќе може дополнително да се дознае и за повеќе за Вевчани и за целиот регион. Во вложувањето на подобрување на конкурентноста се зголемуваат потенцијалите на општините, а со тоа и локалниот и регионалниот развој секако. Владата на Република Северна Македонија го препознава потенцијалот на општините и вложува во нив. Вевчани е максимално поддржано од владата во изминатите 3 години со 23 милиони денари преку програмата за рамномерен регионален развој се финансирани повеќе проекти кои што значат подобрување на животот на граѓаните, како во канализации, во улици, во реновирање и подобрување на енергетската ефикасност на објекти, така и во изработка на проектна документација, проекти кои што во иднина треба да се изработуваат. И во иднина ќе бидат поддржувани сите општини, особено оние кои што се помали, рурални, за да можат навистина граѓаните да ги осетат придобивките на едно ново време на живење, каде што квалитетот на живот треба драстично да се подобри. Од проектот Туристички центар Вевчани, еден центар, еден туристички производ е финансиран од Европската унија и владата на Република Северна Македонија. Овој проект е имплементиран од кабинетот на заменик председателот на владата, задолжен за економски прашања, администриран од Светска банка преку единицата за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност. Вкупната корисна површина на овој објект, овој модерен објект, мултифункционален центар е 1400 метри квадратни, во кој се вклучени конгресна сала, сала за семинари, галерии, музејски поставки, фитнес и бодибилдинг сала и друго. Во моментов сме во фаза на внатрешно опремување и за кратко време истиот ќе биде во функција. Исто така се работи и на партерното уредување на просторот, со што туристичкиот центар ќе добие нов модерен изглед. Овој објект значително ќе допринесе за зголемување на туристичката понуда не само на Вевчани, туку и на целиот регион. Ја користам приликата да ве уверам дека протоколите за работа на угостителските објекти се донесени во согласно со моменталната состојба со COVID-19
А со тоа општина Вевчани е подготвена да ги пречека домашните гости да ја посетат и запознаат својата земја.